била? Па Црњански од онаа поствојна генерација, кога велам поствојна, мислам на Првата светска војна, тоа е дел од онаа експресионистичка поетика, што се однесува до поезијата, и создава еден свој изам, во тие многу изми повоени, создава свој изам, тоа е суматраизмот. Има луѓе од различни профили, не се тука книжевници, некои се само влюбеници во литературата, а знаат многу повеќе податоци, интересни податоци, значи во секаков аспект. Некој знае интимни податоци за авторот, например, или знае некои суптилности за делото што се работи, што и да е. Што и да е. Се надевам на уште една успешна работилница за прв пат во Кафе Ли, се надевам на вообичаено и стандардно место и во тамошниот циклус од септември месец, бидејќи во јули и август ќе ги сумираме впечатоците и ќе најдеме нови идеи од септември со нови модератори и со нови идеи, а во овој амбиент. Есенцијата на суматризмот се наоѓа во една негова песна Суматра, која што доаѓа како поговор на неговата лирика Итаке, а потоа од него издавачите бараат да си објасни својата поетика, бидејќи е многу необична за времето во кое се појавува, а необична е бидејќи на критиката обично и пречат новите поетики, па така и Црњански не поминува баш добро кај белградските критичари. Пролог. Ја видех Троју и видех све, море и обале где лотос зре, и вратих се блед и сам. На Итаки и ја би да убијам, ал кад се не сме, бар да запевам мало нове песме. У куќи ми е пијанка и блуд, а тужан е живот на свету свуд, изузев оптимисте. Ја нисам певач продани права, ни ласкало отмени крава, ја певам тужнима да туга од свега ослобоđava. Нисам патриотска трибина, ни тмарим за славу поетика, нечу да прескочим крлежу и чурчина, нити да будем народна дика, судбина ми е стара, а стихови мало нови. Али или нам живот нечег нова носи, а душа нам значи еден степен више, небу што високо, звездано мирише, ил неки нас и песме, и Итаку, и све ѓаво носи.